Деновиве сме сведоци на повеќе протести и контрапротести во државава. Политичката криза и нејзината разврска се предмет на секојдневна полемика меѓу политичките опоненти, но и меѓу граѓаните, од причина што нејзините репрекурсии можат да бидат далекосежни. Дека политичката стабилност е предуслов за нормално работење на стопанските субјекти, тврди и Ангел Димитров, председател на Организацијата на работодавачи на Македонија. Тој во контактната емисија на Канал Плюс телевизија, говорејќи за влијанието на политичката криза врз стопанството, меѓу другото рече: Тоа не значи сега пак бланко дека сите компании кидат надолу, сите ќе пропаѓаат и така натаму, сите договори со нашите стратешки партнери од надвор ќе се затворат. Значи не треба така едноставно да ги гледаме работите. Во најпрвин страдат новите инвестиции. Значи одлуките за нови инвестиции сигурно ќе се барем одложат за некој период. Веќе е забележано одредени откажувања на закажани состаноци за идни преговарања, за идни бизниси. Значи тоа не станува збор дека се откажале постоечките бизниси, но оние партнери кои имале веќе закажани состаноци со нивни надвршни партнери ги откажале состаноците. Факт е дека оваа состојба негативно влијае на постоечките бизниси, а особено на новите инвестиции, бидејќи одлуките за нив ќе се одложат барем за одреден период, додава Димитров. А дали оваа криза на некој начин ќе придонесе и за откажување на нови инвестиции во Македонија? Представниците на владата исто така најавуваат дека од нивните тимови кои го промовираат Македонија како бизнис, добро место за водење на бизнис, дека некои нивни партнери кои биле заинтересирани ги стопирале инвестициите. За инвестициите мислам, можам да кажем дека 100% во овој период ни една поголема инвестиција, особено гринфилд инвестиција, нема да започне во ваква нестабилна политичка состојба во државата. Сепак, политичката криза во земјава се уште трае, а кои ќе бидат последиците од истата останува да се види.